кога станува збор за луѓето со попреченост, сакам многу јасно да дадам до знаење дека пречките не се наоѓаат во тие луѓе, туку во заедницата. И таму треба да се адресираат. Значи, ние треба да ги тргнеме пречките од околината, за да можат тие луѓе на еднаков начин да ги остваруваат своите права и слободи, односно слободно да функционираат во таа заедница. Кога ве гледаат се, да речеме, во некој поразличен круг или велат дека сте поразлични од другите, Ти не си како другите. да, ти не си како другите, нели, ти зборуваш англиски, имаш образование. Значи, тоа многу често ми се случува. Меѓутоа, во, да речеме, во делот на како е да се живее како ром и како е да се биде ром во оваа држава е навистина тешко. За иронијата да биде поголема, во случај кога лично требаше да исто да повикам помош од тие што треба да ме заштитат во тој момент, не толку далеку, пред една декада да кажам, и доаѓа двајца полицајци. Едниот албанец, другиот македонец, од тоа што мислат дека нели името звучи албанско и нема тука да разберам ја македонски. И буквално се случува акт, да кажам, пред службените лица за после 2 недели жртвата во тој случај. Тоа време да добијам јас тужба за лажно пријавување. Јас денеска ќе ја модерирам панел дискусијата на цивил насловена социјална правда и дискриминација, премногу луѓе на маргините на општеството. Со прашање до кога? Денес со нас гости на панелот се Елвис Шакири од Ромалитико и од иницијативата Авајак представник, Љулета Адеми, советничка во кабинетот на Стево Пендаровски, и со нас е професорката Мирјана Најческа, активистка, професорка, борец за човекови права и слободи. Многу е тешко кога треба да се зборува за дискриминација, па уште дискриминација во контекст на социјалната правда во држава во која што некако стана многу лесно да се употребува зборот дискриминација, недискриминација, борба против дискриминацијата. Секој кој што ќе дојде на власт или кој што се бори за власт, па и во цивилното општество мисли дека знае што е дискриминација и со многу голема леснотија го употребува овој збор, меѓутоа ја мислам дека прво треба да почнеме од таму, заради тоа што мислам дека всушност е многу тешко во нашето општество да се перцепира дискриминацијата. Кога станува збор за директна дискриминација, тоа е дури и полесно, можеме некаков начин да се ориентираме. Меѓутоа, многу често суштината на дискриминацијата не е во нееднаквото постапување, туку во неможноста на еднаков начин да се практикуваат правата и слободите. И тука доаѓаме до она што вие го ставате како елемент за разговор на оваа дебата, а тоа е социјалната правда, социјалната држава и што е она што како услови на еднаквоста ги создава државата. Значи, прашање е не колку некого дискриминираме, туку колку е некој слободен, колку има повеќе или помалку права, колку може или не може да ги заштити своите права, колку може или не може да ги практикува правата. Дали е слободен на вистина да гласа за тој кој што сака или не, од било какви физички или други причини кои што го невозможуваат во тоа. Дали на вистина ужива еднакви права како другите или не. И навистина тука не е работата само во нееднаквото постапување, многу е покомплексна работата. Да речеме, прв елемент кој што мене ми паѓа на памет и кој што би сакала да го ставам на маса за разговор, тоа е она индиректна дискриминација кога се превземаат навидум недискриминаторски действија, меѓутоа кои што има дискриминирачки ефект.
Последен пример, кој што е директно поврзан и со социјалната и со социјалната правда, е онлайн наставата. Значи, навидум, тоа е недискриминирачка мерка. Онлайн наставата се однесува на еднаков начин на сите деца, на сите места, во целата држава. Значи, нема нееднакво постапување. Меѓутоа, резултатот е дефинитивно дискриминирачки и дефинитивно оваа мерка има многу различен ефект на децата во различни услови. Да речеме, има деца кои што едноставно немаат елементарни услови да ја следат наставата онлайн. Живеат во една соба или барем во зимските месеци се наоѓаат само во една соба во која што се заедно цело семејство 3, 4, 5, 6, 7 луѓе. Во делот на недискриминацијата и вклученоста во образованието, мора да кажеме дека секогаш, особено кога се работи за ромската заедница, дека секогаш прва која што доаѓа на помош се странските донатори, невладиниот сектор пред државата. И мислам дека тоа треба да се смени, вклучително во овој дел на следење на настава. Ние секојдневно се соочуваме со проблеми од најразличен вид. Значи, во изминатиот период, од кога започна пандемијата, ние, невладиниот сектор, заедно со индивидуалци, донатори, успеавме да доделиме стотици електронски уреди на ромските дечиња, за да може да се вклучат во процесот на образование. Меѓутоа, и покрај тоа што да речеме задоволивме одреден број на лица на деца кои што може да имаат таков уред, се соочуваме и со друг проблем, а тоа е дека семејствата по дома немаат електрична енергија. И сега како да пристапиме кон тоа прашање? Јас конкретно имав еден, ќе споменам, конкретен случај во Шуто Оризари, види вака правеше прилог, лице со оштетен вид, кој што беше запишан на факултет, не добива социјална помош, за жал нема никакви услови, живее сам, без родители, и тука државата во ниту еден момент не му излегла во пресред, нити да му даде било каков додаток. Да не зборам за условите во кои што лицата со оштетен вид, да речеме, се тотално одсечени од општеството. Значи, он како лице со оштетен вид нема елементарни услови да излезе од својот дом, особено во, да речеме, се не зборувам за централното градско подрачје и во центарот на Скопје како општина нема услови, а да не збориме за некои периферни делови во кои што нема никакви услови. И сега ние тука пробавме да го ангажираме, ние преку нашиот проект, мислам не се предвидени средства, меѓутоа се обидовме да го ангажираме, да го вклучиме во системот, дека и лицата со оштетен вид може да приносуваат во нашето општество. Јас лично имав најдобар колега, затоа што студирав во Централно Европскиот универзитет во Будимпешта, лице со оштетен вид кој што беше студентна генерација и да речеме тоа и подоцна можеби ќе зборувам за ова, затоа што секогаш кога зборуваме за маргинализирани групи, зборуваме како тие треба да се интегрираат, а всушност ние не зборуваме за тоа како мнозинството исто така и треба да има бенефит од вклучувањето на другата страна. Да, изјавите за жал, особено на жртвите, како поранешна жртва на семејно насилство и како жена што трпела буквално психичко, физичко насилство. Јас сум била, што сум отишла да пријавам насилство и изјавата ми било на етер, на воздух, онака, додека не сватиш дека тоа е така добро совршено, организирано, за нас да не изгледа дезорганизирано, впрочем, да ти да не можеш да ја дадеш таа изјава. Верувајте, за една обична изјава мораше да барам врски во наводници, по некоја случајно се најде моја школска другарка, па да дадам тоа што мене и законски ми следува и ми треба како право да го уживам. За иронијата да биде поголема, во случај кога лично требаше да исто да повикам помош од тие што треба да ме заштитат во тој момент, не толку далеку, пред една декада да кажам, и доаѓа двајца полицајци.
едниот албанец, другиот македонец, од тоа што мислат дека нели името звучи албанско и нема тука да разберам ја македонски. И буквално се случува акт, да кажам, пред службените лица за после 2 недели жртвата во тој случај тоа време да добијам јас тужба за лажно пријавување или нешто вакво. Значи имате и ова, па да не зборуваме за колкукратно и неколкократно дискриминирачки, па после тоа моментот со терминологијата е сосема нешто што може многу лесно да се решава, без разлика што таа е вечна тема за нас. Еве јас по професија сум лингвист и секогаш ја имаме таа дилемата дали да прифатиме дали е по преченост, дали е по инакви вештини или способности или инвалидитет. Се уште во Македонија има организација што го користи терминот хендикеп. Тоа е малку важно во односа на суштината и на нештата што треба да се направи во, да кажам, оваа категорија на граѓани или во категоријата воопшто на правата и таа социјална правда или општествена правда. Навистина не е пријатно и не е така едноставно да застанете и да кажете не или да признаете нешто што и лично ве засегало. За жал, многу жени се обесхрабрени без разлика на која националност. Јас си го земам правото да го поздравам Цивил за сите активности. Таа структурна дискриминација, кога станува збор за односот меѓу жените и мажите, е толку присутна и толку е поврзана со традицијата, религијата, со вообичаениот начин на живење, ниту тој кој што дискриминира, ниту пак тие кои што се дискриминирани не успеваат да ја перцепираат дискриминацијата дури ни тогаш кога е таа директна, да не зборуваме за индиректната дискриминација. Едноставно, дури и кога ги покажуваме бројките, да речеме тој pay gap, односно разликите во платите, разликите во присуството на жените на раководни позиции, она што се нарекува стаклен плафон, преку кој што жената не успева да пробие, дури ни тогаш не успеваме да навлезиме во суштинско поместување на начинот на размислување на луѓето кој што во себе ја има вградено дискриминацијата. Еве да речеме, да не одам подалеку, можам да зборувам за мојот универзитет. Значи, на мојот универзитет над 49% од наставниот кадар се жени. Тоа се значи вонредни и редовни професори, доценти, значи жени кои што го достигнале зенитот на образованието и на тој начин се еднакви со мажите на истите тие позиции. Меѓутоа, бројот на декани, директори, заменици декани, заменици директори на институциите кои што се дел од универзитетот, веднаш паѓа негдека на некој 25-30%. А доколку отидиме погоре, изборуваме за ректорот на универзитетот, во целата историја на универзитетот Кирил и Методи, во сите овие изминати години, можеме да зборуваме само за една жена ректор. Мислам, тоа е така јасен показател на дискриминацијата. Толку е јасно дека нешто не е во ред, што боди очи. Меѓутоа, никој не сака да ја препознае, да го препознае тоа како акт на дискриминација, туку веднаш се зацкриваат за некој вид на квалитет, за посебни услови, за тоа дека жените и не сакаат да раководат, жените навистина им се гади, им се лоши, болни, веднаш алергија имаат кога ќе дојдат на раководни позиции и слично. Битно е да државата креира услови. Ако ме прашате од сегашен аспект, како да речеме, не знам, високо образован, не знам, во круг на пријатели со различни групи, како е да се живее, исто е, да речеме, како што живеат сите останати, така и јас. Меѓутоа, ако отидете со маргинализирани групи, да речеме, оние кои што се
да речеме, се на вистина ставени во една таква ситуација да се чувствуваат како такви, ќе добиете одговор дека е на вистина тешко, бидејќи секој еден не знам, цело време се некако ве одбива цело време. И јас тука исто би кажал, ете, пример конкретно дури и за нас сега, кои што работиме, сме малце повидливи. Често се случуваме, предпоставувам дека и вие си имате најдено во една таква ситуација, кога ве гледаат се, да речеме, во некој поразличен круг или велат дека сте поразлични од ромите. Ти не си како другите. Да, ти не си како другите, нели, ти зборуваш англиски, имаш образование. Значи, тоа многу често ми се случува. Меѓутоа, да речеме, во делот на како е да се живее како ром и како е да се биде ром во оваа држава, е навистина тешко, со оглед на тоа дека, како да кажам, дека сме на средина, да речеме, во оваа држава, затоа што очигледно е са, не знам, мене, не знам, таква импресија, такво чувство имам дека во оваа држава за жал се уште нема место за останатите заедници и мислам дека тоа е нешто на кое што треба ние сите да работиме. Добро е да ја видиме и позитивната страна и на тој предизвик да се биде со попреченост, не точно така како што кажа и професорката, не да се направат некои специјални критериуми или не знам специјално нешто па ние да направиме тука, нели, тоа ете што сме направиле, тука имаме, да, жалосно е сликата кога ќе видите на нас дека во светот постојат врви уметници, врни политичари што се и во количка, се и лица со оштетен вид. Дури пред 2-3 недели имав можност да прочитам една статистика за вработувањето и како лицата со оштетен слух и наглави лица се највредни лица. Значи најпосветени, како да кажам, тој податок, пријатно бев изненадена колку тие целиот тој ентузијазам за работа, целата посветеност ја дават и колку се тука веќе работодавците тој момент да го забележат без разлика дали е ром, дали е глувонем и така натаму. Мислам дека попреченоста се дека ја користиме како терминологија или што повеќе зборуваме и дискриминација се поприсутни да сме. Ја верувам многу во универзумот и во тој законот на привлечноста и во бавите нешта. Се надевам дека и во иднина треба навистина заедно да работиме. Тука кога зборувам заедно мислам на невладиниот сектор, но пред се индивидуата, поединецот. Каков поединецот го има пристапот првин кон себе си, па после и кон да кажам, општествените појави и проблеми што се соочува секојдневно. Нееднаквите, државата треба да има нееднаков пристап, односно треба да креира поразлични услови, односно нееднакво да ги третира во своите мерки, а еднаквите да ги третира еднакво. Меѓутоа, затоа зошто го зборувам ова? Затоа што вие не може сега, ако некаде, не знам, креирате мерка и не таргетирате, затоа што со еднаков пристап ние дефинитивно како заедница или било која група не може да влезете. Значи, ако немате предвидено таргетиран пристап сега, тоа значи дека вие не може да имате влез. Затоа потребен е нееднаква мерка, односно таргетиран пристап, за да може и тие да влезат во тој систем, затоа што, кој што претходно кажав, историски групата била дискриминирана. И сега се соочуваме со ситуација каде што некој, мислам, смета дека целата оваа држава всушност припаѓа на еден народ и не припаѓа на другите. И сега кога веќе се вклучуваат и останати, не знам, се даваат можности, се доведува до таа, како да кажам, едно чувство дека сега јас губам нешто на сметка на тој кој што сега треба да го добие. Без при тоа, не знам, да размисли дека сите во оваа држава ние треба да имаме еднакви услови и еднакви можности за влез, односно за користење на било какви услуги. И сега јас тука во делот на дискриминацијата ние имавме едно прашање, кај што вика имавме негде околу 750 испитаници
И вика, според вас, кој од на долу наведените заедници е дискриминирана во нашата држава во изминатите 2 години? Македонците одговориле, дури 46% од одговорите сметаат дека самите себе си се дискриминирани, односно македонците тврдат дека 46% од македонците се дискриминирани. Албанците сметаат дека 35% од албанците сметаат дека тие се дискриминирани, додека пак турците исто така сметаат дека 53% се дискриминирани. Испаѓа дека во оваа држава, не знам, секој за себе си веќе се смета дека е дискриминиран на било каков начин. Кога станува збор за луѓето со попреченост, сакам многу јасно да дадам до знаење дека пречките не се наоѓаат во тие луѓе, туку во заедницата. И таму треба да се адресираат. Значи, ние треба да ги тргнеме пречките од околината, за да можат тие луѓе на еднаков начин да ги остваруваат своите права и слободи, односно слободно да функционираат во таа заедница. Би сакала да потенцирам дека е многу важно да се зборува за недискриминацијата, меѓутоа не е доволно. Недискриминацијата е прво скалило до еднаквоста, ама не е последното скалило до еднаквоста. Значи, ние мораме да размислуваме 2, 3, 4 повеќе чекори напред. Треба да размислуваме како да обезбедиме на секоја индивидуа искористување на нејзините максимални индивидуални потенцијали. Значи, како да обезбедиме еднакви шанси и можности за развој на секоја индивидуа, и тука треба да го имаме на ум постоењето на оно што се вика кумулативна нееднаквост. Кога станува збор за луѓето со попреченост, сакам многу јасно да дадам до знаење дека пречките не се наоѓаат во тие луѓе, туку во заедницата. И таму треба да се адресираат. Значи, ние треба да ги тргнеме пречките од околината, за да можат тие луѓе на еднаков начин да ги остваруваат своите права и слободи, односно слободно да функционираат во таа заедница. Кога ве гледаат се, да речеме, во некој поразличен круг и ви велат дека сте поразлични од другите, Ти не си како другите. да, ти не си како другите, нели, ти зборуваш англиски, имаш образование. Значи, тоа многу често ми се случува. Меѓутоа, во, да речеме, во делот на како е да се живее како ром и како е да се биде ром во оваа држава е навистина тешко. За иронијата да биде поголема, во случај кога лично требаше да исто да повикам помош од тие што треба да ме заштитат во тој момент, не толку далеку, пред една декада да кажам, и доаѓа двајца полицајци. Едниот албанец, другиот македонец, од тоа што мислат дека нели името звучи албанско и нема тука да разберам ја македонски. И буквално се случува акт, да кажам, пред службените лица за после 2 недели жртвата во тој случај. Тоа време да добијам јас тужба за лажно пријавување.